По цели 2 децении, конечно во Охридската општа болница се набавени нови хируршки инструменти. Досега хирурзите, гинеколозите и уролозите работеле со стари и дотраени инструменти, кои поради недостаток се разнесувале од едно на друго оделение, што само по себе ја отежнувало и комплицирало работата на докторите. За овој краток период од нецела година за прв пат се набавени нови основни хируршки инструменти во вредност од 30.000 евра. Новоименуваниот директор потенцира дека на секое оделение недостасува барем по еден основен апарат. Постојните се стари по 30 години. Некои од апаратите се толку застарени што повеќе не се употребуваат во нити една друга болница. Пример ќе спомнам, дигитален РТГ апарат. Ние сме можда и последната болница во наша држава кај што се служиме со аналоген РТГ апарат. На интерното оделение неопходна е набавка на нов гастроколоноскоп. На хируршките оделенија покрај овие инструменти треба подитно да се набават нови стерилизатори, односно автоклави, затоа што и тие се по 30 години стари. Самите оделенија функционираат со 30% капацитет само ради недостаток на некои основни апаратури и средства. Од неодамна, после 2 години, повторно работи и оделението за патологија, кој не функционирало поради недостаток на опрема, а сега е опремено со 4 нови апарати. Она што представува товар е наследениот долг од околу 2.730.000 евра, кој се влечел години наназад. За да не го дотолчи функционирањето на установата со крајни заложби за 9 месеци од именувањето на новите челници, долгот е намален за 570.000 евра, но основниот долг останува. Морам да напоменам дека не е блокирана сметката, значи е ликвидна, меѓутоа побарувањата се огромни и сите средства што ги добиваме ние од буџетот од Фондот за здравство кои што ни се наменети буквално одат за раздолжување, односно за побарувачи. Моја амбиција, вели Марковски, е целосно да се исчисти долгот, за да останат пари, меѓу другото и за набавка на нова опрема.